Почитувани екселенции, почитувани колеги, дозволете ми најпрвен да изразам благодарност до Централно-европската иницијатива, до пријателска Црна Гора за покажаната креативност и посветеност на председавањето со Централно-европската иницијатива. Како и до представниците на земјите членки на ЦЕИ, до високите представници на Европската комисија, Светската здравствена организација, Европската банка за обнова и развој, кои се денес со нас за можноста да го држиме овој самит во дигитална форма, нешто што стана наша секојдневна реалност. Пандемијата предизвикана од новиот коронавирус ја истакна важноста и потребата од глобална, европска, регионална соработка. Покажа дека делиме иста административна култура и пракси, многу подлече и високото ниво на социоекономска меѓузависност помеѓу Европската Унија и економиите на Западен Балкан. Благодарни сме за демонстрираната солидарност и помош од страна на Европската Унија во форма на итна поддршка за здравствениот сектор, финансиски пакет за соочување со социоекономските последици, како и макрофинансиска помош која ќе биде нивно важно надополнување. Исто така високо го цениме и обезбедениот пристап до останатите ЕУ механизми и инструменти, како и заедничките напори безбедно да ги вратиме нашите затекнати граѓани дома. Во оваа насока ја поздравуваме и високо ја цениме демонстрираната подготвеност и на Централно-европската иницијатива да даде свој придонес во опоравувањето и надминување на економско-социјалните последици од COVID-19 кризата. Владата на Република Северна Македонија уште од првиот ден на пандемијата посвети големо внимание и имплементираше заштитни мерки согласно препораките на Светската здравствена организација. Тимот за кризен менеджмент Министерството за здравство успешно ја контролираа ситуацијата преку мерки кои ги носеа заедно со владата на Република Северна Македонија. Со намалувањето на нови случаи на инфицирани, владата воведе одредени олеснувања на првичните мерки кои согласно новите состојби и постепено дополнително ќе ги ревидираме. Нашите здравствени системи, иако се соочуваат со различни предизвици, покажаа високо ниво на организираност и функционалност во справување со COVID-19, меѓутоа одредени предизвици со кои се соочиме на почетокот од кризата укажаа и на потребата од засилена поврзаност во регионот, но и во самата Европска Унија. Од тие причини ние целосно ја поддржуваме иницијативата на генералниот секретар на ЦЕИ заедно со регионалната канцеларија на СЗО за формирање на оперативна единица Task Force која ќе делува во областа на науката и медицинските истражувања, како и споделување на информации околу напредокот во борбата против COVID-19. Република Северна Македонија, верувам и сите останати земји, ќе ги стават на располагање своите експертски капацитети заради унапредување на нашата меѓусебна соработка. Тоа ќе ни даде чувство на сигурност дека набрзо можеме да се справиме со товарот на кризата. Секогаш ставајќи го јавното здравје и добросостојбата на нашите граѓани на прво место, мора да останеме свесни и за товарот кој што беше предизвикан и врз нашите економии. Владата на Северна Македонија презеде низа на мерки за поддршка на мали и средни предпријатија, како и за чувување на работните места на нашите граѓани. Сите предвидувања посочуваат дека не очекува пад на глобалниот бруто домашен производ и значајни економски предизвици. Затоа време е полека да преминуваме од кризен менеджмент во фаза на закрепнување на економиите и затоа најбитно сега да размислуваме кои би биле нашите следни чекори. Во таа насока го поздравувам повикот на ЦЕИ за предлог проекти како одговор на кризата со COVID-19. Знаеме дека одзивот е огромен, што покажува дека нашите компании и цивилното општество се погодени од кризата, но истовремено дека тие се и посветени да придонесат за надминување на економско-социјалните последици со нивни идеи и иницијативи. Дополнително сакам да ја поздравам посветеноста на ЦЕИ преку незиниот фонд во Европската банка за обнова и развој во поддршка на проекти за инфраструктурно поврзување со регионална димензија
кои се дел од нашите стратешки планови и не обврзуваат да продолжиме да работиме заедно за нивна реализација. Во оваа насока би сакал да го издвојам проектот за Северна Македонија, кој оваа недела беше одобрен за подготовка на студија за проценка на биодиверзитетот и детектирање на потенцијални ризици и влијание на градежни активности за реализација дел од автопатот Гостивар-Кичево, долг 42 км, лоциран во западниот дел на коридорот 8 кон Албанија. Благодариме за поддршката. Цврсто веруваме дека имплементацијата на овој проект дополнително ќе ја зајакне нашата регионална соработка. На крајот би сакал да завршам со констатацијата дека сум длабоко уверен дека заеднички ќе ја надминеме оваа криза и брзо ќе успееме да ги опоравиме нашите економии. И покрај првичните тешкоти, регионот и Европа покажаа несебична солидарност во моменти кога беше најтешко и кога меѓусебното разбирање и действување беше најпотребно. Честитки упатувам и до Црна Гора за успешно председавање со Централноевропската иницијатива во овие исклучителни моменти за потикнување на заедничките напори за надминување на заедничката криза. Како лидери на нашите земји и граѓани подготвени сме, заедно со драгоцениот придонес на регионалните иницијативи како ЦЕИ, која впрочем е најстара регионална иницијатива од ваков вид, да ја зајакнеме нашата меѓусебна соработка и да ги надминеме сите овие предизвици. Благодарам на вниманието.